Доколку патувате кон селото Рич од кај Раборци, треба да го поминете Попчево и Белотино. Цел појас населени места кои ја губат битката со населението. Народот од нив се празни, полека си одат. Оваа прошетка може да се направи и по новиот пат од кај Цареви кули над Струмица. Нашата дестинација е Белотино. Селото се наоѓа во југоисточниот дел на Македонија. Од најблискиот град Струмица е оддалечен само 16 километри. Надморската височина во селото е 518 метри, а површината на селото изнесува 808 хектари. Белотино е уште живо село, бидејќи има не многу, 10 на 20 жители, за разлика од Рич. Рич мислам дека е повеќе со повеќе жители. Меѓутоа, кога се оди околу браната во Водоче, прво се оди Белотино па Рич. Белотин е во замирање, таму повеќе одам како ловџија, отколку како планинар. И има доста и таму интересни предели за посета. Селото е со асфалтен пат, значи пристапно, може да се разгледа. Знам дека од двете страни има доста стари населби од Белотино. Од онаа страна на уливо на Водоча има стари македонски населби, а исто така има и една позната цигранска трпеза, што се наоѓа на десната страна на Ридот, малку повиско од Белотино. Интересен предел, интересен крај, штета што не е толку познато кај младите или кај популацијата од Струмица, за да биде посетено како историско и убаво место. Природно пред се. За потеклото на името на ова населено место се спомнува една легенда. Според неа, во Валандовското село Градец, кое денеска е речиси напуштено, живееле тројцата браќа Андон, Митко и Трајко, заедно со својата сестра Тина, која била многу млада и убава. Убавата Тина еден ден сакал да ја грабне тамошниот бег. Браќата, за да ја заштитат, морале да побегнат од селото и преку планината се населиле на местото каде денеска се наоѓа Белотино. Во чест на нивната сестра Тина, и ден денеска ова село се нарекува Белотино, по Бела Тина, како нагалено ја нарекувале браќата. Јас како градоначалник и како човек кој што сака да оди да ја гледа природата, да оди низ струмичките села, пред неколку месеци ги имам посетено и Излешево, и Чепели, и Белотино, и Рич, и Попчево, и да не ги набројувам и другите. И запрепастен сум од потенцијалот кој што го имаме, но за жал не доволно препознаен од граѓаните, што искрено сметам дека може би е и делумно наша кривица за недоволна афирмација на таквите места и нешто кое што вреди да се дискутира. Па има потенцијал, секако, тоа е старо село, Белотино, покрај Рич и Белотино, тие се едни од постарите села, бидејќи од порано, реков, тука има од антика стари населби, има контури на градби, има светилиште, едно тука истражувавме, тука беше најдена една глава на Каран, сега дали е оригинал не знаеме, уште ја испитуваме, така да тие места, тие локации нудат доста и за развој на туризам, за, реков, циганска трпеза, тоа е легенда, најдена е од овчарите, од локалното население, треба да се истражи, да се промовира и да се привлечат луѓе за посета. Објектите сигурно доста ефтино се продаваат, може да се реновираат или самите наследници истите да ги оспособат за живеење. Во книгата Етнографија на Адријанопол монастир и Салоника се вели дека во 1873 година Белотино се состоело од 12 семејства и 45 жители македонци.
Според статистиката на Васил Кънчов, Македонија етнографија и статистика во 1900 година, Белотино имало 78 жители македонци. Селото било под влијание на бугарската екзархија. Според податоците на секретарот на екзархијата Димитар Мишев, во 1905 година во селото живееле 72 македонци и работело екзархиско училиште. За едно место да биде посетено мора да има некаква содржина или причина зошто одредена група на луѓе да отиде таму. Историската позадина е една причина. Да се одбележи таа траса на минување на 5 струмички студенти, иако знам и Чепели, и Злешево, и Белотино особено, се историски места каде што имаме сведоштва од многу историски настани. Дали станува збор за состаноци на Авној во Белотино или други настани, се нешто кое што треба да го афирмираме. Дали станува збор за траса на одредени македонски војводи, комити, чети кои што гравитирале по тие траси, тоа треба да седнеме со некој од музејот, например, кој што треба да не запознае. Имаме археолошки локалитети. Археолошки локалитети кои што допрва треба и да се истражуваат. Ние имаме неверојатни археолози во музеот, кои што треба да ни ги дадат тие податоци и на драга волја ги повикувам да учествуваат во таа коалиција. Нити општината знае се, нити градоначалникот, нити советот, нити пак планинарските друштва, нити пак археолозите од музеот знаат како целокупната приказна да ја продадат, да ние повлечеме нашите граѓани или странски туристи да доаѓаат. Ама можностите се огромни. Претежно занимање на населението е земјоделство и сточарство. Обработливото земјиште во селото зафаќа површина од 40 хектари. Со тутунче нешто сејам, вајде на тутун нема ништо. Слаби сме с него и това жито сејаме. Пред 3-4 години откажаа и од жито комбај не ида. Не сејат попчево, не сејат рич и нема. Не се сеја. Се раиш многу жито. 300-400 кг декар даваш. 1 хектар до 3-4 тона даваш. Вадил се мес од 3 декара как ќе дојде околу негде по 6 кг од декар сум вадил тука жито. Сега нема, не се, ништо не се. Ничка, ни само тутун што сејаме. Та јас сејам и ваторите сејаме. Стока нема. Подна крава држаме да се вратиме за многу друго ништо не ми подам кој за дрва. Според германската карта издадена во 1941 година, а заснована на пописот на Кралството Југославија од 1931 година, селото имало 100 македонци. Според пописот од 2002 година, во селото живеат 29 жители, сите македонци. Последниот попис од 2021 година пак ни покажува дека во селото живеат 13 жители, од кои 12 македонци и едно лице без податоци. Тука што живееме? Ние 6 души, 8 члена. Има и тие дни иселено, мислам не се одјавени, и они се водат тука. Сега нема, друго нема, тие останаваме и мируваме. Тая ден му почина жената, сам се човек. Таа жена тук ще беше, и она само жена. Сама е она. И? Деца ми стари. Тие сме са двојца, јас сам сама, тие са двојца и горе баш са двојца. Брат ми е он само стане. Доле се брат, имаш. Годините повеќе имаше народ, повеќе се чинуваше. Сега сите избагаа младите, ја реча колку те му село. Младите избагаа. Сите Германија па на младите. Идат ќе дојдат, некој патен надзорник ќе ги се одат. Имат фамилија, децата на школа. Фамилија, имат деца на школа. Се се разпадна, се се растори. Животот во Белотино тивко истекува последните години. Иако со добра патна и електрична инфраструктура, младите не ја гледаат својата иднина во оваа рурална, но чиста населба. Преостанатите жители велат дека ако не се посетуваат меѓу себе, ќе онемат. Асфалтиране патот,
вода има, струја има. Па тие потенцијали најпрво би се искористиле у смисла да се обноват некои стари градби, стари куќи. А тоа пред се треба да биде интерес на поколенията, на наследниците од тие луѓе кои живееле порано, наследници да се изградат викендици, зошто мора сите викендици и куќички да се градат покрај езеро. Белотино е одма до уливото и до езерото Водоче. Па нека биде во селото каде имаме развиена инфраструктура, рековме струја, вода, одвод, а да не се градат, како што и со закон забрането, на само 50 метри од езерото Водоче. Бидејќи така се загрозува еколошки езерото, а куќите можат доста да се обноват, доста куќи. Дури некои, сега има и тренд, некои луѓе купуваат стари куќи во такви напуштени села, ги обновуваат, ги реставрираат и таму си живеат, дали за викенди, некои дури и трајно се населуваат да живеат во такви места. Тие се осамени, меѓутоа мирни места и луѓето им треба мир, повеќе спокојство, мир, а тоа може да го најдат само на такви локации. Што дам, тие стари куќи има, не некои, а нови, тоа што живееме ние, што се подновени него. Да, е ново фанах, после на тај доле на ново хади, тама еден 3, тај 4. Тие 2 има па доле нови се градни. 6 само тие зумреа, таа едната преднадна на викинди дадна. Под викинд се користи. Имаш една прилика во рамки на Советот, кога прашав кој од овде бил на Струмен гроб. 20. Ама тоа не кажува дека Советот не почитува тоа што значи културно наследство на Струмица. Тоа значи дека треба да го оплемениме самиот локалитет. Или треба да го преместиме, или треба да го реплицираме некаде, да направиме приказна за Струмен гроб. Оти приказната не навлегуваме во тоа дали таму има закопано турски век, согласно сите наоди кои што ги имаме од музеот и не случајно од 1996 е тргнат Струмен гроб како заштитно културно наследство, не е заштитен споменик. Легендата е жива. А знаеме ни светот колку легенди има кои што реално се фикција, ама државите, општините, градовите ги раскажуваат и се грижат за нив, оти тоа им носи добробит на целата заедница, така да тоа е една од идеите. Орта џамија, еден неверојатен локалитет кој што имаме џамија, имаме средновековна црква, една или две, и имаме некропола. А тоа мислам да го има некаде во, не знам, Англија. Тоа ќе биде искористено. Таму глава нема да може да дигнат од туристи. За жал, до пред некоја година, кога последен пат влегов во Орта џамија, беше претворена во архива за некакви документи на одредена институција која немам намера да именувам. Ти имаме такви низа локалитети кои што не се искористени. Брана Водоче, прекрасно место, прекрасни пејсажи, кое што е место каде што има најмногу дивоградби. И Брана Водоче, кое што своевремено била алтернативен водовод за Струмица и Струмичани, во моментот толку е загадена водата, што здравствените работници и стручните лица ни кажуваат дека таа вода која што служила како алтернативен водовод, никогаш не може да се прочисти до степен да биде чиста питка вода за пиење. Тоа е, не би бил толку песимист да кажам дека тука силно функционирал синдромот на само уништување, ама ајде да кажам, наместо синдромот на само уништување, нека проработи тој синдром на само освестување и еднаш за секогаш да си го почитуваме тоа што го имаме. Имаме вода, имаме сонце, имаме плодна почва, имаме села кои што се празни, кои што не ги искористуваме. Не знам дали во светот постојат такви примери, освен во Македонија. И нема да си земам обврска тоа сам да го развивам, оти би било и себично и би било лага да каже градоначалникот дека се сам може да направи. Не. Сакам да видам иницијатива од оние кои што си ја почитуваат, си ја сакаат Струмица и се што значи Струмица и Струмичко.
За оние што имаат некаков наследен имот во Белотино, местото е привлечно за адаптирање на викенд куќи, но за да се промовира во таква туристичко-рекреативна населба, потребна е посериозна кампања и мотивација на луѓето да инвестираат во околината на градот. Селото има потенцијал и за земјоделско производство, особено за овоштарство, пчеларство, но и за развој на рекреативни спортови. Кога ќе застане човек со поглед вперен кон полунапоштеното Белотино, мора да се помири со фактот дека селото на Белата Тина е покосено од белата чума. А за да виде Белден и да не остане запустено и заборавено како многу други населени места, потребно е барем неколкумина да го пронајдат својот мир во прегратките на планинските предели. Понекогаш само толку е доволно за да се расшири добриот глас и да привлече и други луѓе уморни од урбаниот метеж.